Ова изложба содржи околу 48 или 50 графики, мислам толку се доставени и може некоја не е поставено, меѓутоа тоа е еден склоп на графички техники кај што доминираат, да речеме, скоро сите графички техники. Од длабока штампа, висока, рамна, само пропусната не е за стапена таа работа, меѓутоа овдека не е. Инаку има повеќе графики од неколку циклуси, така да ако ги погледате сега, имате застапеност во последните циклуси, тоа се перду перца, перја што ги викаме ние. Има исто два цртежа, тоа е стрисе. Едниот гледам изда нема место, тоа е комбинирана техника, инаку повеќе сите, мислам, графиките се работи во колор, во боја. Така да се комбинирани најмалку две техники. Има графики кај што и 7-8 пати се отиснуваме, да речеме, ова што е во средината. Значи имаме застапеност на линерост, линогравура, сува игла, бакропис, имаме висока штампа со метал, така да мислам дека графиката како графика во новиот период, новото време, треба да содржи што повеќе боја и да се комбинира техниките и да биде медиум кој ќе биде рамен до сликарството. Која е предизвикот ви поведат да се работи со графика? Видите, графиката, секојаш која работите, секој иде со еден концепт, со една идеја, со некоја замисли, секојаш она има изненадување. Затоа што се направи матрицата, клишето, плочата, како ќе ја ословите, она има отиснување. После има доработка, па се доработува во една, во втора боја, па се комбинира со уште една плоча или истата се доработува, така да секојаш има големо изненадување и авторот секојаш го држи во една неизвестност додека не дојде до она крајната естетска вредност која треба да фактички да каже крај од страна на авторот, која е веќе готово ликовното дело, тоа е графиката. Така, за еден уметник, еве да речеме, оно што се представува еве во случајот преку графика, дали е реалноста која што постои во човековата свест или реалноста која што постои надвор? Па види, секојаш ние она надвор што го гледаме, секојаш го транспонираме на еден свој начин, на едно свое видување, на едно својствено доживување во самиот автор, кај што, да речеме, он со свој поглед на нештата, тоа го соопштува или едноставно гради едно дело на основу некои вредности кои веќе ги има видено, доживеено, осознаено и така. Имате зад себе 60 изложби. Што представува таа бројка за вас, затоа што е навистина за постребување? Па добро, тоа е една бројка, да речеме, јас да ви кажам сега, пошто пишувам рецензија за мојот колега и колегата Бранко кој рече 60, ја мисля дека се 57, а изгледа дека се 62 или 63, веќе изгледа дека на 63 сега, а може и повеќе затоа што која е фактички работен каталог, тогаш имаш изложба во Штип, Кавадарци, требаше и во Струмица, меѓутоа не дојде, тој идеше преку Дирекција за култура и уметност во Скопје, они се пак ќе продолжат, така да Оно што лично ме интересира, имате освоено и домашни и меѓународни награди и се огледа додека помеѓутоа уметноста малку се потисната, со тек на време се ослободува просветници, колку ви се подраги. Знам дека е тешко вака, ама се огледа тоа дека уметноста потешко доаѓа до излез во Македонија, дали тоа значи повеќе дека ви се подраги наградите? Па види, наградите се еден стимул за авторот, а едно докажување за неговото творење, за неговата работа. Сега наградите сите ги посакуваме, нели? Еве сега полно пати пред тоа дискутиравме, да речеме сега ликовната уметност може и поминува во некои чудни периоди, али ја мислам дека може би треба повеќе медиумите, електронските и печатените да повеќе зборуваат за културните настани, за она све што ликова уметност и други сфери од уметноста, така да она ќе заживее, она живее, може би сега знаете, може би уметноста, она секогаш има некои падови и успони, нели? Тоа е неминовност. Тоа секогаш било и во историјата и во другите среди, не само кај нас.
Така да јас мислам дека она никогаш не замрела, никогаш не подклекнала. Сега варира, али мислам дека нема да има проблем за понатаки. Младите генерација многу нека не размислува за еднината, затоа што секогаш еднината е при нив. А проблемот не е во уметноста, секогаш е проблем во творците. Ако нив ги има, нема да има проблеми за уметноста.